Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. 19 часот и 15 минути, сабота, веднаш после вестите на Телма телевизија и всушност времето кога треба да бидете вие покрај вашите мали екрани, а јас да бидам овде на позиција како би можела да ја пренесам целата прекрасна енергија која што сакам да ја пренесам во вашите домови или од било каде и да се наоѓате. Верувам дека сте веќе убаво стокмени на вашите позиции и дека повторно сте подготвени да имаме еден час добра забава, пеење, супер гости, супер теми на разговор и се разбира се она кое што ќе направи оваа сабота уште поубава и повесела. Она што сакам да ви го напоменам е дека 19 часот и 15 минути во сабота е премиерното издание на Фидбек, меѓутоа секоја недела, значи веќе утре, од 13 часот и 30 минути можете да го гледате или да го пратите репризното издание на Фидбек со Елена. Исто така сакам да напоменам дека можете да ме пратите, односно да не пратите и да знаете малку повеќе за Фидбек и за гостите кои што доаѓаат, кои што ќе бидат следни и така натаму на социјалните медиуми, односно на социјалната мрежа Инстаграм. Можете да ме најдете како Фидбек со Елена, односно Фидбек _со Елена. Тоа со латинични букви, значи не со кирилични букви. Секако нема да должам многу, останете со нас, се гледаме за кратко. Секогаш ме фаќате како си шизам и немојте да ми замерите, меѓутоа таква ми е музиката и ме тера да го правам тоа. А јас мирна едноставно не знам да седам. Ги видовте веќе фотографиите од мојата, вечерашна прва гостинка. Би рекла жена со голема Ж, жениште, жена борец, жена која што на Македонија и донесе многу награди, барем што се однесуваат до фитнесот, до бодибилдингот, жена која што има свој фитнес клуб или фитнес студио, наречено Тринити, жена која што е мотивација на многу други жени, меѓутоа се разбира и на мажи кои што вежбаат и што се не. Успешна и на професионално и на приватно поле, меѓутоа се за се што треба ќе се зборуваме со неја. Ќе ја повикам Катерина Попева. Кате, повели? Браво. Вака преку маса. Повели на позиција. Како си ми? Одлично. Како се чувствуваш? Првото прашање секогаш во студиото? Секогаш убаво, природно, поготово со тебе, да не се гледаме нели само на овој познат сетап вака, во клубови на диџеј. Сличен е сетапот, да. Да. Дефинитивно. Кате, на почеток одиме со некои прашања кои што се така малку поразлични, да ве запознаеме од еден малку поразличен агол. Па ајде првото прашање, доколку има разлика, да ми кажеш што е тоа што би го одбрала помеѓу фитнес или бодибилдинг? Секако дека има разлика, иако овие надпревари кои што јас се надпреварувам се класифицирани како фитнес и бодибилдинг, меѓутоа разликата е голема, посебно во категориите. И кај мажите и кај жените. Фитнесот е малце помек. Значи, ние жените секако работиме на нашите тела, имаме мускули, имаме дефиниција, меѓутоа телото е поженствено, мускулите изгледаат повретенесто, самите категории, самото позирање е малку поинакво, додека женскиот бодибилдинг е многу сличен до тој со другите машки категории, иако и таму е многу важно жената да биде сепак жена, да биде женствена, и позирањето е поинакво од машкото позирање, меѓутоа изгледот е многу различен. Кога би требала да одбереш меѓу тоа и тоа? Јас имам многу голема почит према сите спортови и спрема секоја категорија, бидејќи знам колку многу е тешко да се постигне сето тоа, поготово како жена, затоа што нашите хормони функционираат поразлично и ни треба многу повеќе труд и работа за тоа. Меѓутоа јас никогаш не би се надпреварувала во таа категорија, бидејќи јас немам ни генетика за тоа. Јас цел живот се бавам со некакви спортови, имам како дете и модерен балет малку вежбано, значи телото ми е долго, вретенесто, имам многу тенок струк, апсолутно не припаѓам во таа категорија. Така, добро. Што е тоа што би одбрала? Самата подготовка за надпревар, додека се подготуваш или самиот чин, односно самиот надпревар?
Како да кажам, тој целиот процес ми се допаѓа нели во целост, бидејќи доколку не го сакаш целиот процес не би можел ни да го правиш ова. Ги сакам двата процеса, меѓутоа на бина се чувствувам како дома, како своја. Не можам да го објаснам чувството, веројатно како и ти во студио претпоставувам. Така. Значи за тие 5 минути, за тој спотлайт, мислам дека живееме луѓето што се направуваат како мене. И секој надпревар, бидејќи кога ќе поминам цела година на диета, викам готово, крај, сега ќе правам пауза. Јас само што ќе завршам надпреварот, одма правам план за како ќе стапнам нареден пат на сцена. Повторно. Нема крај, тоа е како буквално тетирање некако. Да. Многу често со Ката, мораме да ги кажеме на гледачите, се сретнуваме и на журки, на вечерни излегувања и слично. Знаеме често да кажеме дека сме partners in crime. Апсолутно. Да, и апсолутно се служувам дека е така, бидејќи долги години наназад, така, бидејќи сме можеби од ретките оние кои што сме во првите редови и играме, нешто што ретко се гледа за жал во последно време. Меѓутоа, бидејќи знам дека ја почитуваш и ти електронската музика, ако треба да одбереш меѓу хаус и техно, што би било тоа? Нешто помекано или помекано, потврдо? Да. Сега порано можев и техно, и сум модела и на техно журки, сум модела и на транс журки. Значи сакам широк спектар од електронска музика, меѓутоа сега малку помека музика. Така. Автоматски ми се поставува прашањето, омилена саботна вечер? Саботна? Да. Повеќе петок во интермецо. Добро, готово. Иако Бугимен ми е еден од најдобрите другари, сакам и хип-хоп и може да ми замери, сори Бугимен. Бидејќи е сабота вечер, па затоа ми се... Ама петок во интермецо. Петок интермецо, готово, го одбираме. Дали имаш одреден ритуал пред надпревари? Да, имам. Ти ни откриеш нешто? Значи, не само денот на надпреварот, туку тоа има еден период од 2 до 3 недели кога јас се затварам да не се дефокусирам, да немам било какви дистракции, бидејќи тоа е многу важно за како ќе биде мојата презентација и мојата форма на надпреварот. Тоа е поврзано со стрес, телото лачи кортизол, не смеам да се нервирам, иако тоа тоа е невозможно, да, во денешни услови. На секој 5 минути има нели некакви стресови, меѓутоа колку можам повеќе да се исклучам од тоа, иако журките до самиот крај не ми изостануваат. Тоа ме, како да кажам, нели јас ме полни. Јас не пијам алкохол, апсолутно одам вода пијам кога ќе излезам, меѓутоа тоа ми е една вечер во неделата која што издувен вентил ми прави да не мислам баш на ништо, да се забавувам, да играм. Тоа е тоа. Завршувам последните 2 недели со тоа и потоа работам на манифестации. Мајндсетот да ми биде позитивен, колку може повеќе. Работам на тоа да се чувствувам најдобро во моето тело, за да можам да излезам и најдобро се представам, пошто шампионите, првите 3 или да речам првите 6 финалистки, ги дели мајндсетот. Значи тоа нијанси се во прашање, во однос на изгледот. Само доверба кога ќе излезеш на сцена. Кој што ќе излезе во најдобро светло, тоа е тоа. Иако и на самиот надпревар може да има некои дистракции од типот како доцнење, да ти ја промашат бојата со тенот со кој што те мачкаат, дополнителни стресчиња, нервози со патот, со такви некои работи кои што не зависат од самите нас, меѓутоа јас гледам да се фокусирам и затоа работам претходно на тоа, за кога ќе се погоди таква ситуација да не ми изгледа ништо од колоси. Браво. Омилен дел од денот, утрото или вечерта? Утрото, јас сум morning person, дефинитивно. Да, порано бев вечерна, сега сум јасно. Веројатно, да, се менуваме некако. Јас го сакам утрото, оној ритуал на пиење на кафе, или читање на книга, или некаков одмор, или сам со себе и слично. Апсолутно. Кратка коса или долга? Порано те знам и со кратка коса, меѓутоа во последно време те гледам со долга коса. Долга, што подолга може да биде. Сега сум во некој таков филм, инаку знаеш какви фази сум поминала во животот, со кратка, со андеркати, едно време бев келава како шинато конор. Значи, тоа сите тие фризури сум ги поминала, да. По животот. Што по авангардно, што по откачено. Значи тоа сум јас. Инаку долга. Бидејќи си скопјанка, што е тоа што ќе го одбереш како дел од Скопје? Што најмногу ти се допаѓа? Центар, аеродром, Карпош? Центар, не знам минлива населба. Центар и овие околниве, Карпош, Козле, тие населби. Јас сум растена во Карпош. Сега живам во Центар, кај Универзална.
Тоа го одбирам дефинитивно. Јас Скопје многу си го сакам, иако многу луѓе не мислат така во последно време со сите промени. Меѓутоа, не знам зашто не може да се смени тоа. Наше си е. Наше си е, не го даваме. Не го даваме, апсолутно. Ајде последно прашање за овој дел од разговорот. Да речеме омилен оброк, со оглед на тоа дека верувам дека пазиш на калориите. Кој е твојот омилен оброк? Доручек. Да. Јас сум човек што кога ќе стане веднаш мора да јаде. Меѓутоа, често правам кардио на гладен стомак, од причина што телото така повеќе троши од резервите, да не си најадем, бидејќи така се троши од храната повеќе. И морам кога ќе станам да се напијам тој ритуал со кафето, што го имам половина час, 40 минути. Се качувам дома, имам орбитрак, мајка ми вика ти си единствен фрик баш со овие зборови, на кој што студиото му е на 1 минута од дома, а има кардио справа и дома. И дома. Да. Меѓутоа тоа од практични причини и потоа доручкувам, значи имам време за себе и за тоа и омилен дел е тоа. Одлично. Оброкот. Се гледаме каде на седиште. Ето, неминовно е тоа играњето. А меѓу другото, играњето ме потсеќа и на мојот втор вечерашен гостин. Станува збор за човек кој што дефинитивно може да го наречам амбасадор, барем што се однесува до балетската уметност. Наш познат балетан, наш познат кореограф, човек кој што беше уметнички директор дури во Сплит, во Хрватско казалиште. Човек кој што со воодушевување секогаш го гледам, барем кога е на сцената, кога игра, меѓутоа и кога ги прави неговите спектакуларни кореографии. Многу често сака да зборува за Штип, бидејќи е штипјанец, но многу почесто го гледаме во Скопје и затоа ќе го распрашаме зашто е тоа така. Ќе го повикам Игор Киров до мене. Повели Игор. Чекај вака. Браво. Видиш, тубава најава ти сум ти спремила. Подобро здрави. Кажи ми Фала прво, ти најавата. како си ми? Па добро, види утрински окей, вечерно окей, попладневно окей. Кога сум во Македонија, секој сум добро. Мислам, затоа што сум секој со своите, се луѓето кои што ми значат, кои што ги сакам, така да... И тој краток период кога сум во Македонија, секој се трудам да го искористам добро, добро. Рече дека до 8 март си овде, Да. што значи дека имаш некои тековни обврски планови? Па да, после 8 март веќе заминувам во Љубљана, каде што предавам на Академијата за модерен танц. Браво. А од таму, здравје Боже, се префрлам во Русија, каде што ја започнувам моето ново представа. И потоа се враќам во Македонија, да, во Русија, во Перн, во театарот на Евгени Панфилов, Моцартовиот реквием. Мој голем предизвик. Потоа се враќам, ќе имам као try-out месец дена да постам барем некои базични делови од кореографијата. Потоа се враќам во Македонија, каде што заедно со еден помлад колега мој ја започнуваме представата Ајде, која што треба премиерно да се деси во јули во Штип, доколку имаме доколку биде секако што треба, и потоа во Скопје планираме и со 2 представи во фестивалот на игра во Тиват. Според ова што ми кажа, бурен период ти следи. Па добро, мислам, ви кога си слободен уметник можеш секогаш да си го ставиш, да си го предвидиш времето пред тебе. Кога си работен, кога имаш редовна плата, не се секираш за ништо, се ти е тука, но на време, доаѓаш на време, си одиш. Плата си стига на време, така да, но кога си тоа што тоа сум дека сум слободен уметник, не сум врзан за ниједна куќа, нешто ни планирам да се врзувам за куќи. Мислам, искуството кој што го имав беше добро, 5 години, да бидам уметнички директор на ХНК во Сплит, но дали би се врзал за куќа повторно, не знам, затоа што некако слободата ми е како што е сега и како што ми се испланирано, барем за наредните 2 години, ми е многу подобро да си ја дадам мојата слобода, значи кога сакам да имам слободни денови, слободни месеци, јас сум слободен, кога работам, така да... Да, сам си организатор на своето време. Не, но не значи дека ако утре некоја друга компанија која што ми ги дава условите кои што јас ги барам, ми ги понуди, зашто да не? Апсолутно. Го споменав Штип, го споменав Скопје. Ако треба да одбереш меѓу Штип и Скопје, кој ќе биде градот?
Види, Штип си е... Морав, Види, морав. без разлика што сум ја роден во Штип. Ја во Штип, де факто, јас сум сега многу, кога ќе споредам во мојата годишна граница, јас многу од мојот живот, значи јас сум повеќе надвор од Штип, отколку колку што сум бил во Штип. Ја излегов на мој Млад, стварно. па млад од Штип. Јас се уште ден денеска си го држам штипскиот акцент. Некако ми е мој, свој. Мислам дека секој треба да се знае од кај доаѓа. Барем од моето искуство во Хрватска, во Германија, каде што германците од Баер се знае дека се од Баер. Сплечени, никогаш си го зборуваат својот дијалект. Така да, Што е нормално, супер. кога ќе се во јавен сервис, секој од нас треба да го практикува литературниот колку што може, колку што можам. Но, да, јас сум поносен на тоа дека сум од Штип. Се трудам да идам колку што можам, колку ми дозволува време кога сум во Македонија, но и тука имам куќа, така да ми е некако... Веќе ти се придомуваш и во Скопје. Да. А кога би требало да избереш, да речеме, помеѓу Скопје, бидејќи еве не ти е дом, Скопје и Сплит, она искуство Нема, тоа е неспоредливо, мислам. Предпоставувам, но Види, но сепак морам да прашам. Театарот е 3 минути од морето. Ај, чао. Јас напускам Така студио, си све остало отидов. е залудно. Мислам, без разлика што е Сплит многу помал град за разлика од Скопје, но Сплит си го има својот шар. Апсолутно. Така И да. доволно е. Самото тоа дека морето ти е на 2 метра, нема муабет. Класичен или модерен балет? Се разбира модерен. Апсолутно. Или разбира се модерен. Разбира се, Да. се служувам. Мислам, тоа е... Еве како на кате прашање, дали процесот на работа повеќе те исполнува, значи додека се работи представата или кореографијата, или самиот финален производ на крај? Види, Поврзани се факт, но поврзани се сепак... и двете. Мене лично некогаш процесот знае да биде многу Исцрпувачки. Нарочито кога ќе стигнеш во моменти на чистење на кораци. Јас генерално не го правам тој дел, него секогаш го прават асистентите мои, затоа што тоа е за мене најдосадниот дел у една креација. Ти ќе поставиш креацијата, твој уметнички дел е поставен и потоа ако се 10, 20, 30, 50 играчи на сцена, секој од нив има различен пристап, различен начин како го видува, како го гледа тој корак. Така. Една рака тука, друга рака таму, на која страна тоа треба да е а тоа се треба да е совршено. заедничко, така да тој е за мене најдосадниот дел у една креација. Значи, тој дел го давам на асистентите, но нормално, целиот процес на креација и кога ќе си го видиш продуктот готов, спремен и задоволен, а фала Богу за сега сум задоволен од сите мои представи, така да не би можел да го извагаш тоа. Да. Така, или може би се со иста Така е. тежина Затоа и што двете. тука ствараш една креација и тука го правиш тој ресерч и живееш за тој начин на истражување, како, зашто идеја, тема, на кој начин да се продне целата линија, да се покаже идејата што сум сакал да покажам, а од друга страна ќе го гледаш продуктот кој што си го работел месеци и месеци. Тука веќе се добива фидбекот, предпоставувам. Така да. Ете, она што се добива од публиката, како така е, рецензија, така е. како аплауз, како се она што се следува после тоа. Мене што ми е најважно е тоа дека дали, не дека него, кога публиката ја сака мојата представа, тоа ми е важно. Дали некој од колегите или некој од критиките ќе сака да нема да сакат од една, две, три индивидуи, не е важно. Не е Важно важно. е публиката која што си плаќа карти да доаѓа да гледа таа представа. Кафе или чај? Кафе. Добро. Знаеш како јас сум научен од таа генерација, чај пиевме само кога бевме болни. Да, и се чајот на Чај асоцира на не, никако. Да, никако чај. Почетокот на денот или завршетокот на денот? Тоа зависи од тешко прашање, мислам не е тешко прашање, го зависи од кој период во животот се наоѓаш. Добро. Моментално сум во некое си утринско будење рано. Пак ќе кажам, кога сум во креација, ноќите ми се некако онака што како до кај сум стигнал, што треба утре и тука ме фаќаат доцните часови. Но кога сум без креација, кога сум некој си слободен простор, утрото ми е подобро отколку вечерта. Твоја омилена представа? Моја или од други? Твоја, а потоа ќе ми кажеш и други. Па не знам, тоа ти кога да прашаш родител кој ти Добро, кој е повеќе го дете, сакаш, да. точно. Секој моја представа е работено со љубов. Така да Не може да се одвои, не можам да се претпоставувам. одвојам, можам да кажам на пример нормално дека процесот на представите кои што се во последните 5-6 години се на еден начин формирани,
кога бев помлад, бев понеискусен, па сега Така, од сега се гледам, расте, сега сето тоа е нормално пораснато, секој нова така. представа ми е некако подрага затоа што гледам и се согледувам како растам во сето тоа, но не можам да кажам дали една или друга представа ми се подраги или не толку драги. Доста труд е вложено внатре во секој моја представа, доста љубов, така да без разлика дали една представа од пред 15 години кој што сум ја направил представата кој што ќе правам утре. Предпоставам дека ти си идентично драги, Да, така е. да. Кој е според тебе најбалитскиот град што го познаваш? Предпоставам некој руски или не? Па не, види, Русија е колевката на класичниот балет. На класичниот балет. Во Европа, мислам, во Европа имаш доста градови кои што каде што танцот, самиот танц, без разлика класичен или модерен, го ставам кој зборот танц, се поддржани каде што градовите се надградуваат, доградуваат врз основа на таа уметнички аспект што е танц. Така да не можам да кажам град кој што место каде што е, затоа што секоја земја има своја карактеристика. Например, Русија си има еден начин на функционирање, Америка има друг начин каде што е развиен шоу-бизнисот и сето тоа што повлекува околу тоа. Претпоставувам се дека се диаметрално различни, А Европа да. е таа некоси колевка на уметно и на модерниот танц каде што е збир помеѓу едната и другата страна. Така да секоја држава, град, место си има своја карактеристика каде што танцот е препознатлив. Пример, кога ќе станува збор за Болшој, Болшој знаеме кој е Болшој. И знаеме што да очекуваме од таму. Кога идеш во Париз, го знаеш дека е Опера да Пари. Кога идеш во Лондон, знаеш дека е Ројал Балет. Идеш во Минхен, знаеш дека Бајрисche Staatsoper. Така да Виенската опера. И така натаму на сега да не ги редам, да не ги редам, да. Еден куп. Ке имаме многу уште да разговараме. Фала ти за овој прв дел од разговорот. Се гледаме на позиција. Фала. Ке ме биде, мислам. Што мислите, дечки? Ке ме биде? Така, морам да го оправдам нашиот DJ Брик, бидејќи од оправдани причини не е денеска, односно вечерва со нас. Јас ќе пробам да го заменам достојно, но да видиме дали ќе ни успее тоа. Се шалам. Во секој случај тој ни прати микс, така да се што ќе оди во позадина е негов избор и се разбира дека ќе си тече музиката во текот на емисијата. Инаку, денеска морам да споменам дека имаме нови помагатели на емисијата и драго ми е што ќе ги споменам и голема благодарност воедно до Саманта и на нивните парфеми Лариф. Чека да видам дали овака ќе се гледа. Да ја замирисаме просторијава со различни парфеми. За гостите ќе има по еден. Одлични се. Така да знаете дека ќе се дружиме и со Лариф. Но јас од овде си одам на моја позиција бидејќи ме чекаат гостите и бидејќи си имаме разговор. Еве уште еднаш добре дојдовте. Морам да признам дека ми е исклучително драго што ве имам и двајцата, вакви големи професионалци како вас во фидбек. За почеток би сакала да ве прашам како започна воопшто целата приказна на бавење со балетот, односно бавење со фитнесот. Знам дека Ката и ти на почетокот беше и на балет и пилатес инструктор на почетокот. Беше пилатес инструктор. Јас всушност така некако те знам. Да, така се запознав. Но ете подоцна дојде и до да се биде фитнес тренер. Како започна приказната и од кога? Значи вака, јас од секогаш сум го сакала фитнесот и бодибилдингот, уште од мали нози сум ги пратела оние бодибилдери на 90-тите, 80-тите години, онаа голден ера на бодибилдингот. Тоа биле Шварценегер, Руди Кулман, Дориан Јејц. Фасцинантно ми било тоа. Тоа за мене е уметност. Мислам, тоа што можеш да го постигнеш со своето тело. Баш како Микеланджело. Инструмента, буквално тело. Да. И во двете ситуации. И во двете ситуации, да, многу слично е. Поку тоа што јас и по професија, како не знам јавноста колку знае, сум моден дизајнер, имам завршена ликовна академија и сите ме прашуваат како ти од таа професија дојде до таа многу слична. Значи јас се грижам за изгледот на другите луѓе, да се чувствуваат и да изгледаат убаво. Тоа е тоа. И нормално и за себе. Пред се, значи морам да видам пример, за да може другите да се мотивираат.
и да се водат од тоа, да тргнат од тоа. Значи, како почнав? Почнав како пилатес инструктор, вежбав пилатес во Powerhouse студио. Потоа станав таму инструктор. Не можам да кажам дека бев професионален тренер, бидејќи тоа беа моите почетоци. И тоа беше почетокот на мојата кариера. Ми требаше големо искуство. Моите пријатели, моите блиски роднини, сите ме веднаш по година дена, зошто не отвориш студио? Јас викав не сум спремна, не се чувствувам дека сум се уште професионалец, ми треба време. Подоцна се запишав на фитнес курс. Одев година дена на тоа, кај Лидија Зорба. Тоа не беше само фитнес како теорија и пракса, тоа беше и психологија, што е многу важно во делот по мојата работа. Воедно многу ме научено од мојата баба, што беше психолог на медицински факултет и во медицинско средно. Тоа многу ми помогна за сето ова што сум денес. Почнав да се интересирам повеќе за фитнесот. Пилатесот беше функционален пилатес. Значи јас си вметнав во моите програми за вежбање, вметнав повеќе фитнес елементи. Направив некој микс, некоја комбинација. Како функционални тренинзи. Како функционални тренинзи, бев препознатлива по тоа. И се сеќавам дека Ирина ми викаше рис, повеќе рис, шпага. Викам, стоп. Значи, јас те разбирам, ти си бивша балерина и нормално сакаш да изгледа тоа така. Меѓутоа, мојот стил е малку поинаков. И таа со тек на време го прифати, бидејќи виде дека добро ми оди по тоа. После со тек на време некако се преориентирав скроз на ова. Значи, функционални тренинзи понатаму повеќе со фитнес. Сакав да се надпреварувам уште од многу одамна, меѓутоа за ова треба да си пред се ментално спремен, финансиски, бидејќи е доста скап спорт. Предпоставам. Да, и кога ќе се осетиш спремен вистински да можеш да почнеш, и не почнав многу млада, на свои 29 години. Добро, одлично, никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна, да. Човек и на 40 години да почне, зашто да не? Така ли е? Предпоставам дека твојата приказна исто од многу одамна, со оглед на тоа дека имаш средно музичко балетско, не? Од факултет си, музичка академија? Не. Или како? Мое, мислам дека луѓето кои што ме го знаат мојот пат како е стигнал таму кај што сум сега. Јас имам завршено средно ветерина. И од каде сега го извади ова? Колку интересно. Од Седи Николе. Се шала, мама! Ова не го очекувам, добро? Ја како штипијанец, мислам, тоа се збореме за некои си крај на 80-тите, почетокот на 90-тите, каде што зборот танц во помалите места, мада и сега не е нешто многу променето, него ајде, пак имаш тие некои танцови студија, па некако со телевизијата, интернетот пак е малку по допирно до родителите во денешно време. Сакав да играм, едноставно во тоа време за моите родители. Тоа беше шок, предпоставувам. Ајде шок, што бил шок, него тоа не е професија која што има си диплома. Тоа е професија. Тоа не си адвокат, не си доктор, не си обично на тоа ciljaат секогаш родителите. Сега јас сакав да играм, немав проблем, не ми забрануваат да играм, но едноставно морав да имам диплома од школа, така да затоа и самите почетоци ми се прво у Пионерскиот дом во Штип, преку Макфест. Еве, пред нашето влегување делот од колегите тука ме памтат од тоа време. Ребис, се до 96-та, моето излегување. И мада, кога бев во исто Ребис, се едуцирав, значи јас немам диплома, него се едуцирав, земав часи во средното балетско училиште, затоа што сакав да напреднам, да бидам, да се докорам, да го пронајдам моето тело, да ја направам таа техника, да се надградам, затоа што знаев дека доколку останав во Македонија во тоа време ќе бев one of 100 what exist here. Јас знаев дека во мене и тогаш сине, сине ти мора да идеш од тука, мораш ти наполе. Да, наша гоца, мораш ти сине наполе. И така успеав да се запишам на академијата во Ротердам. Ја завршив и од 98 па навака до 2014 активно играв 20 години скоро. 2015 постанав директор и така натаму. Така да животот во мене да видам тоа што сум сега, па започнува од Пионерскиот дом, па се до тоа што сум сега. Така. Талентот е неспорен во двете ситуации.
треба да си еластичен, треба да знаеш како да го направиш тоа, треба да имаш би рекла и сенс, и музикалност, и што се не. Меѓутоа, предпоставувам дека и вие како кореограф, односно инструктор, ќе се служите со моментот дека па да, ама талентот е 5%, а 95% е работа. Дали е тоа навистина така? Апсолутно, да. Тоа е... Никако поинаку. Никако поинаку. Да. Тука постои една ствар што во нашата земја, конкретно во годините кои што поминаа, се повеќе и повеќе се работи на квантитет отколку на квалитет. Значи на запад тоа за жал, на запад тоа нема да пројде. Не, но кај нас е јас на тебе, ти на неа, она на друг, ајде тоа е што е, како е, ајде нека заврши, ајде да го избуткаме, ајде има талент, ама детето сака да игра. Јас сакав да сум некој, ама без талент не можев да бидам ништо. Мислам, без талентот е таа некој си мал 5% предиспозициите кои што ги имаш. Но да, многу мал број на опции дека со макотрпна работа ти се надградуваш, доградуваш до некаде, но сепак тоа не значи дека ти и да го завршиш тоа школа или таа академија дека си некој нешто. Апсолутно. Да се разбереме, како што има пејач и пејач, доктор и доктор, така има и кореограф, односно фитнес тренер. За жал, кај нас, родителите на тие деца, помлади деца, не се свесни кога професор или учител ќе укаже на сето тоа, ама јас си плаќам. Сакам детето да ми биде. Ох, родителите никогаш знаат да направат поголема штета и белја. Така да, за жал, постои талент, мислам постои квалитет во Македонија, но постои тоа што е додатно, кој што ради некој ти мораш да ставиш... Ја отежнува целата ситуација. Место да се посветиш на 5 добри деца во школа, ти мора да ги имаш 15 затоа што некој плаќа за тоа или затоа што некој дете е нечиво дете. Во средно балетско тоа е веќе државна школа. Зборам за оние кои што се во приватните студии, кои што од тие приватни студии мисла дека нешто излегува од сетото. Да, некои од приватни студија праќаат деца во балетска школа и тука квалитетот и потенцијалот може да го препознаеш. Но сепак жално тоа што некојаш родителите не се свесни за тоа што нивните деца се способни, не се способни и сакаат упорно, на пример, родителите сака упорно дете да биде бодибилдер, да го пикнат некаде. А тонусот на мускултурата нема е тај. Да, многу е важна таа генетика и за играњето, нели нормално. Меѓутоа, па има и случаи, не знам дали се согласувате со мене, кога некој што е талентиран е доста мрзлив. Дека може да стагнира и да остане таму, а некој што има помалку талент, а има предиспозиција и повеќе работи, оној дел кога ти се соочуваш со потешкоти, нели оваа работа се знае. Не си мотивиран секогаш, не ти се станува, има досадни моменти како што разговаравме нели претходно. И едно заситување е со тек на време, се заситува тој дел ако знаеш како да го извозиш и да го пасија треба да имаш многу за ова. Во секој момент да станеш и да знаеш дека имаш крајна цел, тоа е тоа, и да се бориш да работиш цело време. Убаво што знаеш зашто престанав да играм? Играв ја 20 години, 20 сезони. Веќе последните 2 сезони ми беа не досадно да играм на сцена, него беше досадно дека морам да доаѓам секој ден на работа и некој да ми каже што треба да правам. Таа рутина, дека рутината после 20 години ми едноставно знаев дека во мене има додека играв се надградував како кореограф и знаев дека не секој него повеќето од нас кој што го има тој талент за кореографија или за педагогија, после завршување на кариерата како активен играч, ти се префрлуваш во тоа што сум јас сега или некој од нив престанува да се бави. Со професија си терат нешто тотално друго, затоа што едноставно така да јас знаев дека доколку не престанам на време со играњето, секој од нас си го знае, ние сме берем limited edition, си имаме рок на употреба од до. За разлика од секоја друга професија, каде што ти можеш си до 65 и 60 и да глумеш и да пееш и така натаму, но во мојата професија конкретно 40, доколку си немал некои си повреди, major injury во текот на кариерата може да и до 45, ајде, тоа е тоа. Значи помеѓу граница, јас престанав на 38 затоа што сакав да правам кореографија. Мислам дека работејќи на запад 20 сезони, толку многу ме исполни таа сцена,
дека би беше окей, играв што играв, сега е време да се сконцентрирам на нешто друго, затоа што не можеш ти на 45 години бидеш млад кореограф и доправо да правиш, да се докажуваш во сферата на кореографијата. Така да, ете, таа рутина некогаш, доколку на правилен начин ја извозиш или ја истараш у тие 20 или 25, секој од нас има различна кариера. Јас, за мене беше конкретно, сакав нешто друго. Сакав да отворам нова врата. Си пресече едноставно до тука. Ми беше доволно, бев заситен и бев супер, затоа што, види, јас сега не играм на сцена, но моите кореографии се тоа што мене ми исполнува. Така да, исто е. Исто е, јас како кога би се пензионирала од надпреварите, би станала судија. Сакав да ве прашам, што би биле доколку не би биле ова што сте денес? Би била судија и би спремала надпреварувачи за надпревар. Можеш интернационално, не само тука, бидејќи тука сцената е многу мала. И јас сум веќе конектирана со целата таа сцена од цел свет. Долго време го правам тоа, се познавам со сите и тоа ми е план следно. Полека да полагам прво тука, нели, на така одат етапите, па после за интернационален и така натаму. Значи, мојот тренер, Бован Ѓуровски, кој што е председател на нашата ИФББ федерација, е скоро 30 години судија. Тој повеќе ужива во таа работа, отколку нели да се надпреварува. Тој како млад се надпреварувал, меѓутоа ама си во своје време, се каже. Да, меѓутоа тој си одлучил, како што кажавме, дека ја пресекува таа кариера, дека сака да биде тренер. Сака да биде тренер на атлети и дека сака да суди, што е многу важно за да го правиш тоа, нели, со љубов и како што треба. Значи, како ќе завршиш, ќе те гледаме како интернационален судија. Браво. Сега, едно, може би малку незгодно прашање, но Игор убаво го зачна на почетокот. Многу е тешко, поготово во времето кога ние растевме и кога бевме деца, многу е тешко на машко да каже дека сака да биде балетар. Или женско дека сака бодибилдинг. Ајде да го упростам. Според народот, ти имаш женска професија, ти имаш машка професија. Апсолутно така. Да се разбереме. Значи, јас ова го него... Добро не поврза. Нели? Обратно. И сега, јас ќе кажам за жал тоа така се гледа, бидејќи секогаш сум била за equality и секогаш сум била за равноправност во секој можен поглед. Меѓутоа, вас сега ве прашувам, како вие излеговте на крај со зборови кои што стигнале до вас, со критики кои што стигнувале до вас, па зошто сега ти со таква шо балетанке бидеш? Предпоставувам, мислам, какви си коментари стигнувале, или пак до тебе, сега бодибилдерка, таква жена, ова, она, зошто да се бави со таква професија и така натаму. Како вие лично се справувавте со тој тип на коментари? На почеток, кога сум била помалку зрела и помлада, секако ме допирало тоа, меѓутоа со текот на времето, како сум стекнувала животно искуство, се помалку, бидејќи јас работам многу на себе, апсолутно тоа се предрасуди, апсолутно не е така. Јас знам во неговата професија, ми е познато, бидејќи се бавам цел живот со уметност и пратам таква сцена, дека тоа едното со другото нема врска. Тој коментар е апсолутно неточен, абсурден. Абсурд, како да кажем. Да, тоа исто како да кажеш дека хирург е само машко или мислам буквално така. Само и сексистички е, апсолутно немаш така да се изразиш на нештото. Сепак ова ја што го правам е и женствено. Значи ние излегуваме на штикли, во бикини, со фризура, со шминка. Дури Арнолд Шварценегер правил кореографија со балерина, за тоа да изгледа елегантно, бидејќи тоа не ти само излегуваш на сцена и се стегаш така незграпно како, мислам, тоа држењето е многу важно и затоа викам дека е уметност. И тоа е кореографија, апсолутно. Нашата презентација, нашиот поузинг се вежба, тоа е најтешкиот дел. 50% од работата. Јас вежбам исто како за да излезам од кореографија. Да. И сега апсолутно не ме интересираат коментарите, воопшто не ме допира ништо. Мислам дека тоа се ограничени луѓе и тоа е тоа. Апсолутно. И така треба да биде и јас повеќе го поставив како прашање заради тоа што верувам дека сте наидувале на таков тип. Цело време. Да, мислам, јас се нема што да додам екстра, освен тоа што го каже она, само со тоа што на почетокот на мене, иако бев мал и живеев во некоја мала средина, дали ми веруваш воопшто, ама воопшто не обраќав пажње на тоа,
што стигаше Браво. до мене. Затоа што знаев што сакам и знаев дека сакам да играм и знаев дека Штип нема да ми биде место каде што ќе живеам и знаев дека и Скопје нема да ми биде место каде што јас ќе терам мојата кариера, така да знаев зошто дојдов во Скопје, знаев зошто излегов од Скопје, така да сето друго е излишно, мислам, пак ќе кажем, иако еве, помините се скоро 30 години од кога ја започна својата кариера, во некои места стварите не се менјат. Некој без тоа е страшно, јас затоа кажам. Не се Си уште сме менуваат. како некој село, ајде да не кажам. Ама види, Страшно. тоа е целото, тоа е една цела Треба лоботомија да се така, за од каде да почнеш, што да мал направиш, до збор, каде да стигнеш, тоа доаѓа од самата култура, од самата колку културни институции вложуваат во едукација на нашиот народ. Колку, каде, зошто, на кој начин, тоа е да, мислам, ќе ни треба уште на едно, уште 10 емисии додека ние тоа и прашање дали воопшто ќе допре до некои луѓе тоа. Без разлика не можеме Дали до 1% може да така. допре. Така да За жал. живееме каде што живееме, во многу работи сме напредни и ги свакиме работите, сме во Добро, изместени сме од таа ауска првична некоја, Да. ама се уште е тоа на многу незавидно Тоа ниво. беше со мене исто со уметноста. Јас прво одев на нижо музичко на клавир. Па сега која е таа професија, ај тоа добро поженствено, после уметност не е тоа, наркомани учат таму, многу си авангардна, зашто имаш тетоважи? Секогаш луѓето ќе најдат нешто, Нешто, кога си зашто- најдобар, за да се зашто си фатат за добар. него. Сега ако си просечен, сега си дебел, сега не чиниш, апсолутно А не ни сум едното така ни другото не средината. бива. Така е. Ali, знаеш што е исто пример? Тие луѓе кои што ми префрлаа, кои што збореа, кои што сега тие луѓе се моите први поддржувачи на сето тоа, затоа што не се ни тие криви, затоа што види, пак збориме Добро, за средината, повторно. Погрешни уверувања. Така да ти сега имаш понекоја допирна точка, пак имаш интернет каде што ти можеш да видиш што значи зборот фитнес, зборот танц. Така е. Во тоа време кој во малите, кој во Штип знаеш што значи зборот танц? Немаше, мислам, тоа не мислам и денеска во малите места ти немаш, пример, мислиш дека луѓето у Берел и у Пекчево знаат, дошла некоја танцова компанија да ја покаже што е Секако, тоа? секако. Или ајде на пример Битола некако Охрид тука фестивали, Штип, ајде јас бев неколку пати со ХНК, али останатите делови, што се дешува во нашата њубава земја? Тоа е Затоа сме тука, затоа ги имаме овој тип на емисии, за да може да се подигне малце и да од се едуцира. Министерство за култура преку образование, тоа е една цела ретроспектива. И јас би рекла од дома најмногу. Дома, и тие од дома треба да знаат што. А ти ако не му донесеш во градот танц, како родителот ќе знае што е танц? Да му објасни на тоа дете кој што сака да игра. Може ли да ја видиме режија и кореографијата на Игор Киров? Пак ќе се вратиме назад во студијата. Ја погледнавме кореографијата на Игор, навистина фасцинантно. Браво, Игор. Благодарам. Меѓу другото, предпоставувам дека имате и ритуали на слушање на музика. Јас, например, не функционирам без музика во текот на денот. Станувам, пуштам музика, се туширам со музика, пеам, денсам по дома, така го учам и моето дете, исто е, буквално. Ви реков да си одберете по една песна македонска која што многу ви се, мислам која што ви се допаѓа и би сакале да ја слушнете. Овој пат ќе одиме со изборот на Ката. Ката изборот беше Игор Джамбазов и Нокаут со Во Бестрага. Ајде да ја слушнеме, па повторно се враќаме во студиото.
Site prikazni, isti se, tažni ko ova. Samo ti si nivo mislite, koga je prazna dušava. Site pogledali, isti se, teški i opasni. Ovaj pogled ne za tebe, samo koji da im objasni. Ej, samo pomisli na to što se može me, može bije dok sna, a može me. Da li kraj od baka mirisa, nije dvajcata smeza, bez traga. Site filmovi, isti se, domi razvlečeni. Site stihovi od pesmite, veke se, negde kažani. I skoro site krajevi, isti se, divki razplakani. Vela cekla kraj početok, no ne sakam frazi dosadni. Te molam, pomisli na to što se može me, može bije dok sna, a može me. Da li kraj od baka mirisa, nije dvajcata smeza, bez traga. Te molam, pomisli na to što se može me, može bije dok sna, a može me. Da li kraj od baka mirisa, nije dvajcata smeza, bez traga. Te molam, pomisli na Bez traga. što se može me, Može bije dok sna, može me. može bije dok sna, a može me. A da li kraj od baka mirisa, Da li kraj od baka mirisa, nije dvajcata smeza, bez traga. nije dvajcata smeza, bez traga. Nije dvajcata smeza, bez traga. Site prikazni, isti se, tažni kova. Samo ti si mi pomislite, koga je prazna duša. Te molam, pomisli na to što se može me. Ne sega može bije dok sna, a može ne. Da li kraj od baka mirisa, sedno nije dvajcata smeza, bez traga.
Добро, го слушнавме изборот на Кате, одличен избор Кате. Во Бестрага, ние не сме за во Бестрага, ние сме си супер. Да, добро сме. Инаку и Игор има негов избор. Седна баба да вечера, една навистина фанки numera, мора да признам, кое што откако ми кажа, јас не ја знаев прво номирава, меѓутоа откако ми кажа, ми влезе во уво. Еве да видиме дали ќе го постигнеме истото и со гледачите. Да, види, тоа беше некако вирално последните неколку месеци, кога ја слушнав прв пат музиката, се реков, that's it. Значи, стварно е за будење, од сабајле, или за позитивна енергија, баш е добро. Мислам, мене лично ми се свиѓа, плюс затоа што е наша народна, преработена така да уште повеќе. Да, гледаме и многу познати фаци во спутот. Ајде, режија, може да го погледнеме. Една еребица. Трета вечера, три кокошки пържени, 2 милетна галава, една еребица. Четврта вечера, 4 овни калеши, 3 кокошки пържени, 2 милетна галава. Jalovi, 4 ovna kaleši, 3 kokoški pečeni, 2 miletna galaba, jedna erebica, jedna erebica. Šesta večera, 6 kamili grbavi, 5 mi kravi jalovi, 4 ovni kaleši, 3 kokoški prženi, 2 miletna galaba, jedna erebica.
Ама ретро фазон, меѓутоа многу интересно. Дали ова ми рече дека е снимано со Artificial Intelligence? Така изгледа кај со Така делува Така делува, затоа што сите се Добро, некако одиме напред. таму Unreal. Да, мислам дека крајот на спотот веќе го има таа реалноста, но самиот почеток на спотот си е баш, мислам самиот спот де факто. Јас се видов прв пат на Facebook и Јелена Јованова, Тања Кочевска се внатре така да знаеш кој. Интересно. Да. Интересно. Ќе направиме мала кратка пауза за реклами, па се враќаме назад. Се враќаме после рекламите до на последно и најважно прашање, всушност затоа и фидбек е фидбек. Да си ги прашам гостите, кој е всушност фидбекот од вашата работа, од вашето креирање, од вашето создавање и од она што сте вие? Доаѓате пред нас. Ајде дамата прва. Да ги мотивирам луѓето, да ги правам среќни и да им влијам љубов за спортот и да се чувствуваат убаво. Тоа ми е најважно нешто, да се чувствуваат убаво. Да се исполнети со позитивна енергија и да знаат дека се е возможно. Се што ќе си зацрташ во главата, тоа го дава, нели, преку спортов можам да покажам дека тоа може да се постигне и тоа ми е многу важно што можам така да им го принесам на луѓето. Супер. Игор? До сите млади генерации, сите млади танчери дека да веруваат и да играат, да танцуваат, а до родителите да ги поддржат затоа што на Македонија и треба подмоток и треба нови млади генерации на танчери кои што ќе ме заменат мене и генерациите кои што доаѓаат после мене, така да веруваат, да не се откажуваат од тоа што го работат, затоа што иако е кратка ова професија, навистина многу значи во моментот кога ќе се на сцена и кога ќе излезеш од таа сцена. Така. Овде некаде и се одјавуваме, меѓутоа јас претходно сакам да им дадам подароци со тоа што ќе се сиднам овде меѓу вас. Ајде. Така некако ми е кеј во последно време да се сиднувам во гостите. Прво ви благодарам, дечки, најмногу на свет. Многу. Прекрасни бивте. Убаво ми е кога споделуваме убави разговори со јавноста. Јас на вас ја сакувам нормално целата среќа и понатамошен успех во што и да работите, а тоа го правите на најдобар можен начин и продолжете така. Нашите помагатели, тоа се Саманта, ќе ви доделат по еден парфем Ларив. Овој поголемиот е за тебе, Ката, поголем, да се шприцате така во меѓувреме. Обожавам парфеми. Додека, а кој не обожава парфеми? Мислам дека не постои човек што не обожава. Има луѓе што Има? сакаат. Добро, и тоа се осеќа. Да. Да. Овде ви заблагодарувам уште еднаш и мафтаме на гледачите. Чао. Ние секако се гледаме повторно во сабота во 19:15. Поздрав.